За доцнетата пролет, која ја карактеризираат чести врнежи и топло сонце, влијаеше на забрзана вегетација на тревите и целокупната вегетација на Осоговските планини на Плачковица. Собирачите на лековити билки велат дека од планинските ливади се шират опојни мириси на најквалитетна трева. Тоа ги намами тие што ги разбираат чаевите, кои од планината се враќаат со полни торби. Најискусните и добрите познавачи на лековитите билки на пазарот нудат чаеви, но и совети за што се користат и во колкави количини. Беше понапред игличката, па сега глоко се заврши со него, па сега ќе чекаме липката, мајчина душичка, ригенчето, житиокартарион. Конското паче се служи за искривање на камења на бубрезите. Мајчината душичка за смирување на болки, сега глоко се бере за срцето и за притисоко, да биде нормално. Игличката за кога многу кашля човек да искашлува. Сега повеќе купуваат за лекове, отколку за простин. Да речеме, ако се е простинал, не, за лекове. Овие чаеви ги има од Кочанско нагоре, накој Полигоно нагоре, не знам, не се модела, накој Костиндол, Пресека. Тоа е протока. Тоа се сади на дрво порасне и се бере како учушка се раѓа, а кога има запек човек да изеде едно зрнце, две и да му помине, да го прокара. Чај се прави тоа, се прави мармалад, чај се прави повише. Откако ќе помине сезоната на чаеви, ќе започне собирањето на шумски плодови. Стотици граѓани секоја лето излегуваат на падините на Осоговието и Плачковица, каде собираат капини, малини, дренки, печурки и други плодови, од кои го надополнуваат својот домашен буџет. Поединци ги берат и напуштените сливи, ореви, лешници, јаболки и круши, за кои се знае дека се еколошки здрави и мошне корисни во